Министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија, Петер Сијарто на Република Северна Македонија. На почеток да ја чуеме изјавата на министрот за надворешни работи на Република Северна Македонија, Никола Димитров. Повелат. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, функционира преводот? Да. Океј. Во време на глобална пандемија на вирусот COVID-19 и ригорозни здравствени мерки насочени кон спречување на ширење на вирусот и заштита на здравјето на граѓаните, на јавното здравје, практично во целиот свет, средбите со моите колеги се реализираат и под вонредни услови. И во вакви услови со мојот драг колега Петер сакаме да потврдиме дека сериозно сме посветени на солидарноста и соработката меѓу Северна Македонија и Унгарија, заедно да го надминеме овој заеднички предизвик и кризата со која се соочува и нашиот континент Европа, но и пошироко. Со таа цела и денешната посета и помошта што стигна заедно со министерот Сијарто од Унгарија, за која што сме благодарни. Тесната координација и соработка на регионално ниво и со Европската Унија ќе бидат важни фактори за соочување со коронавирусот. Сакам исто така да му се благодарам на Петер и за поддршката во однос на нашите 3 децениски аспирации да се зачлениме во НАТО. Скоро се видовме преку видео конференција на неодамнешниот министерски состанок на Северноатлантскиот совет, а сакам да му се заблагодарам и за поддршката за конечно добивање политичка одлука од страна на Европската Унија да ги почнеме пристапните преговори. Имавме еден многу конкретен телефонски разговор ден пред одржување на Советот за општи работи на Европската Унија. Сакам да му се заблагодарам за сето ова, за тоа што е тука лично во период на полн со предизвици и вонредни околности. Мислам дека оваа посета зборува многу повеќе од зборови во смисла на пријателството и посветеноста. Благодарам, Питер. Почитувани Никола, почитувани дами и господа, благодарам за можноста што денеска можеме лично да се сретнеме. За жал, ова е ретка можност овие денови. Одржуваме видеоконференции кои за жал имаат ограничени можности и ефикасност. Најпрви во името на унгарскиот народ сакам да честитам на Македонија за тоа што мината недела Македонија стана 30-та членка на НАТО. Многу се боревме за тоа, многу работевме и добро соработувавме по тој пат. И еве сега на крајот дојдовме и до тоа да во центарот на НАТО е истакнато како 30-то и македонското знамо. И Македонија можеме да ја сметаме како наш сојузник. Истовремено сакам да ви честитам и за тоа што Северна Македонија доби согласност за започнување на преговорите со Европска Унија. Сакам да нагласим дека сметам дека ова е еден огромен северомакедонски и еден огромен унгарски успех, бидејќи многу години заедно работевме на овој проект и еве на крај конечно Европска Унија донесе решење да Северна Македонија може да започне со преговорите. Требало е многу порано да се случи, меѓутоа еве драго ни е што и сепак на крајот дојде. Ние ќе се обидеме во Европскиот совет да издействаме да најдоста до мај затвориме рамката за преговорите и најдосна во јуни започнеме со самите преговорите.
Ние многу добро знаеме колку е тоа важно да на Западниот Балкан владее мир и меѓусобна соработка, и овие работи баш не приближуваат кон тоа. Не смееме да забораваме ни во рамките на предизвиците од кризата со коронавирусот, дека е другиот огромен предизвик е и миграцијски бран, односно притисок на турско-грчката граница, и натаму е многу сложена ситуацијата. Унгарските полицајци заедно со македонските полицајци на границата само во ова година осуетиле најмалку 5600 обиди за илегален премин. Ние сме многу горди на нашите полицајци, бидејќи тие во различни ротации преку 1300 унгарски полицајци служиле на заедничка македонско-грчка граница. И му нагласив на мојот колега Димитров дека и натамо Македонија може да смета за помошта на унгарските полицајци. Истовремено донесов и мала донација во вид на 100.000 маски, 5.000 заштитни одела, во интерес да помогнеме на здравствените служби на Северна Македонија во борбата на ова светска криза. Ние, унгарците, водиме одговорна политика према соседите, и во рамките на тоа на сите наши соседи Словенија, Хрватска, Србија веќе пруживме помошност, и сега тоа го правиме и со Македонија, бидејќи ако овие држави ослабеат во било кој поглед, тогаш и нивните капацитети за одбрана се намалува, и доколку во таква состојба се соочат со една миграцијски притисок, тогаш у тој случај нема да можат да го запрат тој притисок. А ние имаме огромен интерес да тој миграцијски притисок со тој притисок се справува што пониско, подалеку од нас. И затоа и успеавме да донесеме ова помош, затоа што соработка меѓу Унгарија и Кина постојано и многу ефикасно функционира, и постојано пристигнуваат медицинска опрема на територија на Унгарија. Ние во изминатата недела фактички купивме од Кина една фабрика за производство на ова опрема, која ќе произведува маски заштитни. Веќе машините се инсталирани и многу брзо ќе започне и производството. И така стана возможно да на Северна Македонија пружиме и конкретна помош во интерес на подобрување и нивната ефикасност. Уште еднаш ви честитам за постигнати успеси, а во борба со коронавирусот ви посакувам многу успеси, слично како и на себе. Преминуваме на прашањата од медиумите, кои што ги добивме по електронски пат. Сител телевизија Сања Сеизова за министерот Димитров. Од кои земји очекувате да добиете конкретна помош во борбата против епидемијата, од кои сте побарале и од кои ви е понудена истата? И за министерот Сијарто, Унгарија како земја членка ја критикуваше Унијата дека не е солидарна во борбата против епидемијата, напротив, конкретната помош наместо од ЕУ им пристигнала од Кина и туркофонските земји. Во ситуацијава кога се зголемува бројот на заразени, може ли Македонија да очекува поголема помош од своите европски пријатели? Благодарам. Повелете. Значи, ние досега беше најавен ставка преку една агенција на Обединетите нации на норвешка помош. Европската Унија, како што знаете, со 4 милиони евра пред се во однос на медицинските потребите на здравствениот
систем, меѓутоа повеќе од 60 милиони евра за соочување со економските консеквенции од кризата. Побаравме и добивме позитивен одговор и од Кина, меѓутоа уште немам што конкретно да кажам во однос на бројките и составот на таа помош. Холандија донесе одлука да ни помогне со тестови кои што беа развиени од Меѓународната агенција за атомска енергија, кои што практично го откриваат нуклеарниот отисок на вирусот. Словенија, како што знаете, стигна пратка со воен авион на словенечката војска. Денес со министерот Сијарто исто така помошта од Унгарија. Доцна синоќа добивме информација од кабинетот на турскиот председател Ердоган и денеска тоа ќе се најави една помош во маски, заштитни одела и тестови. Јас овие денови разговарав со многу од моите колеги, со амбасадорите тука, разговарав например со Шведска за реалокација на развојната соработка со Шведска во однос на поддршка за малите и средни компании. Разговарав и со Берлин, со колегата Михаел Рот и спротив една консолидирана листа на потреби. Очекувам од сите наши пријатели, очекувам дека ќе биде многу важно и нашите производствени капацитети да ги развиеме. Ние имаме и македонски капацитети за производство на маски и слично како Унгарија ќе биде многу корисно тоа да го ставиме целосно во средства за дезинфекција исто така и алкалоид и други компании. Така што вирусот нема национална припадност, не можете да го поразите во една земја, а да остане пандемијата во соседната или некоја па дури и подалечна земја. Ќе мора да научиме да работиме заедно, да ставиме точка на овој огромен предизвик, веројатно најголем од 45-та година минати од Втората светска војна. Започнување на зачленување во Европска Унија, затоа не би сакал да ви го одземам волјата за зачленување во Унија, но во поглед на борбата против коронавирусот е докажано дека најдобро функционираат оние одговори кои секоја држава за себе носи. За жал, координација помеѓу државите членки на Европска Унија е била многу бавна и затоа државите членки беа оставени за тоа да се лично борат. Наравно, ние поддржуваме сите настојувања на Европска Унија да на државите од Западен Балкан да пружа што ефикасна помош. И наравно ние поддржуваме и тоа да Европска Унија на Северна Македонија пружа што поголема помош. Она што е факт, тоа е факт. Секоја европска држава, а скоро и секоја држава во светот на различен начин се бори, бидејќи имат различни системи, здравствени системи и користат различни средства за борба против коронавирусот. По совладувањето на вирусот ќе мораме да извлечеме поуки за тоа како тоа функционираше и дали е или не функционираше солидарност на Европска Унија. А со тоа и последните две прашања од Телма телевизија. Тамара Ганчаровска за министерот Димитров. Отколку земи, на ова веќе одговорите, отколку земи досега Република Северна Македонија побарала помош за справување за COVID-19 и колку од нив одговориле позитивно. И информација што ќе се случува со помошта од 200 респиратори кои беа побарани од Кина.
Тоа е за министерот Димитров. А прашањето за министерот Сијарто, неколку земји членки побара, а Европската комисија најави Маршалов план за буџетот на Европската унија за спас и обнова на европската економија од кризата од COVID-19. Дали конкретно Унгарија ќе побара во овој план да бидат вклучени и земјите од Западниот Балкан? Делумно се поклопува. Az előző kérdésemet már részben megfeleltem. Европската унија и преку механизмите на НАТО побаравме поддршка, така што во овие две организации сите земји членки тоа го имаат добиено и ќе видиме кој со што ќе излезе во смисла на конкретна помош. За респираторите од Кина добивме политички позитивен одговор, не само за респираторите, туку за целата листа. Меѓутоа, Кина е преплавена од барање за помош од целиот свет и ќе им треба уште некое време да излезат со конкретна информација во смисла на квантитет и во смисла на време кога. Борбата против вирусот се води на повеќе фронтови. Сега најмногу зборуваме за здравствениот фронт, но има и друг фронт каде што економска политика мора да се прилагоди. Ние вчера на седница на нашата влада донесовме еден економски план кој е во историја на Унгарија е најголем план, најсеопфатен. Одговори се дават на национално ниво и дека доколку Европска унија може тука да придонесува нешто за справување со економска криза, тоа е само добро. И се надевам дека овие преговори ќе бидат ефикасни. По моје мислење, Европска унија има најважна задача во овој поглед да го прилагоди своите закони во врска со економијата и да ги прилагоди така да тие на најголем можен начин ќе ги поддржуваат експортот и странските вложувања во своите држави. Ја завршуваме пресконференцијата, ги покривме предвидените 4 прашања по две за секој министер. Благодарно за сите кои што ја проследија пресконференцијата онлайн на официјалните канали на Министерството за надворешни работи. Пријатен ден. Благодарам.